Навистина сум среќен што еве овие браќа и сестри кои се собрали овде да ги прослават вашите славеници и славениците наши на Светата Црква, Светиот Василije Велики, Георгije Богослов и Јован Златоуст, заедно со бакалите кои им е и славата нивна, го собираат нашиот македонски народ, да во духот на православието, на целиот православен свет и на неправославниот свет, да им кажеме дека сме живи, дека не сме умрени и дека мислиме да живееме. Не мислиме оваа земја така, туку така да ја дадеме, како некои што мисли многу лесно ќе поминат нивните очекувања, како сега што се очекува овие месеци или година, или може и недела две ќе биде, но јас мислам дека ние како народ сме добродушни, трпеливи, имаме смирение, кротки. Тоа го вели самиот апостол Павле во посланието, дека е многу задоволен од нашето смирение, од нашата кротост, кога дошол во Филипи и во Солун. Така да, но, кога ќе зоврие, кога народот наш македонски ќе почувствува дека го губи на светото името македонско, кога ќе изгуби својата македонска православна црква, не знае на која црква ќе припаѓа, дали на горно македонска, северно македонска, нова македонска или скопска црква македонска. И јас не знам како ќе се викаме и навистина сум загрижен многу. Вчера, добро што ми дојде мислата сега, вчера слушав една документарна емисија за упокоената пејачка Васка Илиева. Над 1500 песни само за Македонија има испејано. Можете да замислите, само за Македонија, Васка, Бог да прости, Господа и да е Царство Небесно, 1500 песни испејани само за нашата родна Македонија. А што да кажеме за другите, за Сариевски, за другите пејачи? Ние сме еден гердан македонски. И сега некој сака само да земе жилет, да го сецне и бисерите да излетаат, да ги снема. Бисер да не остане. Но нема. Имаме ние комити тука, наши македонци, имаме браќа, што цврсто ќе застанат и на браникот на одбрана на нашата тковина Македонија. И јас верувам дека тоа ќе се случи. И оние што сакаат туку така лесно, на многу лесен начин, да го дадат името и убедуваат, гледам некои министри на некои документарни емисии, политички, аналитичари што првпат ги гледаш, кога стана аналитичари, не знам, предпоставуваат нешто. Но јас го молам и тоа ми е и пораката во излагањето мое во Нова Македонија од саботата и неделата, повик кон целиот македонски народ. Да земеме, да си ја сочуваме нашата држава, да станеме цврсто на браникот, на одбраната на татковината, на нашето име, на нашиот македонски јазик, на нашата македонска црква, на нашата култура, на нашата историја. Можете да замислите сега, бугарите бараат од нас да менуваме историјата. Страшно нешто. Јас до вчера учев дека и ви денески има уште живи сведоци екзархијата што правила во Македонија, како ги малтретирала луѓето, децата како ги малтретирале. Ако не знал презимото да се го каже, 10-15 стапчиња со тоја дрвцата, по рацете ги тепале. А возрастните какви маки тргале, колку убиства, колку наши мајки селувани, колку наши сестри селувани и така натака. И сега ние да враќаме историјата да видиме едносно нив. Не може, ние сме си македонци, тие се бугари, ние си имаме своја историја. И треба си ја сакаме, да се почитуваме и нашите деца да ја научат. Можете да замислите, сега Илинден кога беше, ланската година, и вие новинарите анкети правите од човек на човек. Прашувате млади деца кој е Илинден, зошто се слави. Не знаат.
Не знаат земјите ништо, не знаат за 11 октомври ништо. Тоа треба да ги учат нашите учители, нашите професори. И на крајот сакам да завршам околу нашава македонска судбина со Глигор Проличев. Неговата песна за укинувањето на Охридската архиепископија, на крајот во еден стих вели: сите оние што ја предадова архиепископијата, што ја продадова, куќите нивни останава пусти и утки вијат во нив. Секое чоше и секое место е полно со појажина. Така да и оние што мислат државата да си ја дадат, името на државата, јазикот, историјата на нашата македонска држава, истото ги чека. Истата судбина, истите нивни домови такви ќе бидат. Јас се прашувам дали размислуваат што ќе стане со нивните деца. Тие деца кај ќе растат, кај ќе живеат. Не може сите да отидат во странство да живеат. Некој ќе остане тука, ќе испадне со другарчињата на улицата. Другарчињата ќе му татко ти ја продаде државата, не сме више македонци, сега сме друго нешто. И така натака. Затоа го молам целиот наш македонски народ цврсто да застане на браникот. Политичарите да размислат добро што прават. Они се пролазни, денеска се, утре не се. Утре ќе дојдат друга генерација политичари, па веројатно ќе го вратат името повторно. И тоа е нашата македонска Голгота. Но и вие новинарите чувајте ја, бранете ја, сакајте ја од вашите, од длабочината на вашето срце и верувајте ми, ќе бидеме најбогат народ. Мајката Божја, Пресвета Богородица, е закрилничка на нашава света македонска земја. Господ Исус Христос, апостолот Павле, тие се столбовите кои нема да дозволат ни една ронка да фали од овие наши македонски простори. А исто така треба да ги окуражиме малку и браќата од Егејска Македонија, браќата од Пиринска Македонија. Тие се замолчени таму, тие се исплашени. Еден човек пред две години, на 98 години почина од Беломорска Македонија, дете бегалец. Знаете што ми велеше? Дедо Владика, кога ти го бараат јазикот, не ти го бараат јазикот, ти ја бараат државата. Така да нив првин со јазикот почнава. Им седева под прозорите грците, не смеева да зборуваат македонски, ако слушнева некој дома во својот дом, не смееш да зборуваш, ќе го викнева, ќе го тепава, ќе му земава платата, немаше да му дадат работа и така натака и така натака. Тој народ е исплашено, не треба да се плашат денес од 21. век, треба да кажат дека и тие се македонци. Не грчки македонци, но македонци. Само едно прашање, како го толкувате масовното излегување на Грчката црква, да речем, на протестите што се случија пред 2 недели? Па добро, јас сум спремен да излезам со мојот македонски народ како тие што се спремни, разбирате? Токму затоа прашање, нашата црква е некако попасивна во однос на нивната. Па добро, знаете, ние се трудиме да бидеме добри кон сите цркви, бидејќи не сме признаени, очекуваме признавање, сакаме добра соработка со сите и таков народ сме, како претходно што реков. Ние сме кротки луѓе, но кротки сме додека не зоврие во нас крвта, кога ќе зоврие крвта во нас, тогаш, па гледате сите востанија што се низ историјата, први трпеле и одеднаш избувнуваат и сите излегуваат, се борат. Така ќе биде и овдека, не дај Боже да има војна, но на убав дипломатски начин треба да ги решат овие прашања. Јас мислам дека сме единствени, не може ни еден архиереј, македонски архиереј да биде против името на нашата света македонска држава, на Светата Охридска архиепископија и така натака. Јас, ако има таков некој, нека си одговара.